Општина Пробиштип го распиша тендерот за реконструкција на зградата на Домот на културата, во кој по завршувањето на градежните работи ќе се всели општинската администрација. Меѓународниот тендер за овој проект е распишан и трае до 13 февруари. Градежните компании можат да се информираат за постапката на веб страницата на Општина Пробиштип. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека овој проект ќе се реализира со средства од фондовите на Европската унија, односно од програмата за меѓугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Партнери во проектот им е Општина Рила од Република Бугарија, а за реконструкција на објектот се обезбедени 158.000 евра. Со проектот се опфатени целосна реконструкција на кровот на оваа зграда, поставување на комплетно нови врати и прозорци и исто така изградба на фасада енергетска ефикасна со изолација, со што и исто така и сончеви колектори кои што ќе се користат за загревање на водата во зградата. Со овој проект ќе створиме предуслови за втората фаза, а тоа е внатрешно уредување. Откако ќе заврши реконструкцијата и уредувањето на канцелариите, општинската администрација од сите оделенија и едношалтерскиот систем ќе се всели во овој објект. Сега навистина имаме проблем со канцелариите кои што се во собственост на општината, се во две згради и во едната зграда се присутни и повеќе министерства, со што ја отежнуваме услугата која што ја нудиме кон граѓаните, односно ги шетаме од една во друга зграда, а овде е сосема соодветна зграда. Вработените од Домот на културата ќе бидат пак сместени во новата зграда на киносалата, а нивната дејност одговара да бидат токму во овој објект.